Да, секогаш во рамките на своите финансиски можности, општина Босилово издвојува одредена сума на финансиски средства, бидејќи доколку не се овие финансиски средства, они ќе згаснат. Тоа не е добро. Има тренд на иселување и секаде присутно, што е тоа реална слика, меѓутоа се уште постојат луѓе, односно младина, кои што се заинтересирани да ги негуват овие фолклорни игри, ора и овие музички инструменти, така да мислам дека во иднина ќе ги поддржуваме ваквите иницијативи, меѓутоа благодарение и на луѓето кои што ги водат овие културно-уметнички друштва, ентузијасти, овие се луѓе ентузијасти, они ги прават, да кажеме, првите чекори, па прават едно фузирање, односно групирање на млади луѓе. Исто така ние им овозможуваме простор, слободен простор, односно објекти кај што ги извршуваат своите проби, своите вежби за настапите. Ето, можам да кажам дека имаме реализирано повеќе проекти вакви. Еден од нив е во поново време, тоа е Дом на културата во населеното место Секерник, кој што го добивме преку проектот со Бугарија, ИПА проектот, во вредност од 193.000 евра, и пред некој ден таму се одржа средбата на Руселиите, кој што имаше медиумско покривање, и во иднина ова културно-уметничко друштво ќе го користи овој простор за нивните проби и настапи, значи нема да биде мртов објектот. Исто така имаме и други објекти. Еве, во Босилово има Дом на културата, кој што е реновиран со пари од Светската бранка во вредност од 45.000 евра. Потоа има културно-едукативен центар во Босилово, добиен исто така преку програмата со Бугарија во вредност од 99.000 евра. Потоа има етноцентар во населеното место Штука во вредност од 44.000 евра. Овој објект се финансира преку Форум на заедниците од Швајцарската развојна агенција. Дом на култура во Радово 96.000 евра со преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој, и да кажеме Дом на култура во населеното место Турново, кој што да кажеме ова беше сопствен буџет, сопствени средства во вредност од 30.000 евра, меѓутоа таму се уште нема, да кажеме, некое културно-уметничко друштво кое ќе го, да кажеме, одржава или ќе користи.